Ние имаме план вакви игралишта да реконструираме низ цела Македонија, низ цела држава. Ова е, мислам дека пето или шесто. Во план е да завршиме со некои 30-40 низ цела Македонија. Не би должил премногу, уште еднаш ми е драго за тоа што имаме добра соработка со началникот на Кавадарци и ова е само почеток на инвестирањето на спортот во Кавадарци, затоа што не очекуваат уште многу проекти за инвестирање, така да не би должил многу, би честитал, со здравје да се користите и благодарам уште за присуствието. Една од најважните алатки во општеството и во образованието е токму спортот и физичкото образование, така да општина Кавадарци е максимално посветена во делот на спортот и во делот на Министерството за спорт начело со министерот. Имаме одлична соработка и долгорочни планови за развивање и на спортот во делот на професионален дел, меѓутоа и во делот на рекреативниот дел во самата спортска настава. Ова е еден пример како треба да се одвива една инвестиција во фудбалско игралиште, во кошаркаско игралиште и во меѓувреме се реконструира и самата спортска сала во нашето училиште. Тука нашите деца ќе имаат здрав развој, здрав дух, социализација и верувам дека ќе ги препознаеме идните таленти во делот на спортот за да одиме напред во развивање на спортот во Македонија, затоа што единствена цел како и спортист, сега и министер за спорт на поруката е да развиеме добра спортска нација, меѓутоа и да направиме добри клубови заеднички со државата. Уште еднаш благодарам на Министерството за спорт за ова несебична поддршка и инвестиција и за комплетната поддршка. Знаете дека Министерството за спорт покрај ова инвестиција што има тука, во моментот имаме активна инвестиција и имаме привилегија помеѓу повеќе општини да градиме затворен базен кој што е од големо значење, училишен затворен базен. Уште еднаш благодарам, со здравје да се користите и во добри намери. Ми представува особена чест и задоволство што денеска во нашето училиште нагости ни дојде министерот за спорт и ни даде една инвестиција, односно изградба на фудбалско игралиште по сите FIFA стандарди, а исто така изградба на едно кошаркарско игралиште, современо кошаркарско игралиште, кој што ќе го користат нашите ученици. Бенефитот од оваа инвестиција, односно од овие две инвестиции, ќе го имаат нашите наставници, односно професори, кои што на поубав начин ќе ја реализираат наставата по спорт и спортски активности, но секако најголемиот бенефит ќе го имаат самите ученици, затоа што ќе имаат можност и тие да се рекреираат, да спортуваат покрај во времето кога се на настава и да реализираат повеќе вон наставни активности. Исто така ќе имаат можност да напредуваат во своите спортски дисциплини, односно да прават најразлични резултати од областа на спортот.